со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани. Уште една среда, денеска е термин 11 некоја минута за магазинот Круг. Политичката состојба во Македонија, меѓутоа и настаните кои што се случија од минатата среда до денеска. Последната вест е дека според видеата кои што ги објави телевизија 21, Талат Џафери е утрово е имал првата средба со евроамбасадорот Самуел Богар во кабинетот на председателот на собранието во Скопје. Таа на оваа тема и на сите други теми поврзани со развојот на политичката сцена. Денеска мој ваш гостин е универзитетскиот професор Александар Даштевски. Добар ден. Добар ден, благодарам за поканата и поздрав до вашите слушатели. Ајде сега да тргнеме од последното. Последното е тоа. Значи сега е преземен кабинетот. Ја знаеме претходната ситуација, како се донесе тоа се, како се изгласа, како целата процедура ја знаеме. Меѓутоа евидентно од сите состаноци што беа со представниците на меѓународната заедница беше дека тие на нив им е важно само дека обезбедиле другата страна мнозинство за составување на влада, што за нив представува демократија, што за нив представува легитимен начин да се направи влада. Јас сум 100% сигурен дека Хојти, а може би најверојатно и Бели, сигурно и Жбогар, не навлегува детално во прописите, посебно во подзаконските акти, па деловникот сигурно не го знаат за работа на собрание, закон за собрание и другите закони кои беа прекршени тој ден. И дека и тоа е некој сценарио, точно се кажа како кој ден да биде тоа и во колку часот, затоа и беше таа провокација и после испадна дека најмногу таа придонела за да се случи тоа, да се признае Талат Џафери. И сметам дека тоа беше, мислам, не треба да се дискутира колку беше прекршено, се што беше прекршено, меѓутоа разговорите со Хојти, заканите кои беа упатени кон одредени политичари и политички партии, мораа да доведат до ваква разврска на настаните, која според мене фактички приоритет на целата ситуација. Тоа го кажа Хојти, не треба да се залажувам, веќе мислам не треба да го криеме, до сега викавме дека се други причините, меѓутоа јасно е дека Хојти кажа дека очекува брзо влегување на Македонија во НАТО по друго име. Тој го кажа тоа. Подразбира тоа и вчера или завчера некаде имаше дека грчките медиуми се под сериозна закана и јас затоа се понадевав дека можеби ќе се смени нешто доколку се издржи уште месец-два да не помине тоа, меѓутоа од друга страна па и на Хојти му е јасно дека мислам Хојти се него рачунам бидејќи тоа е дел од старата администрација во заминување, се наговестува дека веќе во јуни ќе биде сменет со друг, меѓутоа американската политика во таа насока нема да се смени, цел Балкан да влезе во НАТО, дури и на србите им се беше. Сега да кажете дека некаква вид на компензација за кршењето на уставните процедури ќе биде членство во НАТО некој образован? Не, јас сакам да кажам дека ова е резултат на 3-годишната политика што се водеше кон Македонија и односно повеќе годишната политика од самитот 2008 година во Букурешт. И од тогаш почна тоа преслушкување. Тоа гледаме јавно винтисто за кој период е формирано е за период од 2008 до 2014 година. Значи тогаш почна тој план кој се спроведе, почна да се спроведува детално 2014 година, односно 2015 поинтензивно до денес, односно до изборите. И се е тоа предизборен и постизборен маркетиншки инженеринг, постизборен инженеринг. Значи се пробаа сите методи. Прво сите беа изненадени, вклучително СДСМ и Заев, нели славеа тука баш пред владата, славеа победа, затоа што така беше тоа наместено да се победи. Меѓутоа не се победи, затоа што сите сметаа дека ВМРО не може тој резултат, дека барем неколку поsto ќе му падне процентот поради бомбите, меѓутоа не испадна така. ВМРО го задржа потполно истиот број на гласачи, можеби и повеќе, бидејќи нели отпаднаа некои гласачи од диаспората и така натаму.
Меѓутоа, поентата беше во тоа да се смени власта по секоја цена и да се смени името. Тоа е... Ако зборите под друго име, Да. членство во НАТО, на што мислите? На брза промена на името, па членство или членство под референцата? Па, како што треба да биде, меѓутоа се одложи ова многу, затоа и дојде до тоа во четврток, до немирите. Значи, тоа се, нели, тие имаат една политика која водат со години, мислам, после Втората светска војна, и тоа веќе го видовме во неколку наврати во Македонија. Прво применуваат оние soft measures, значи меки мерки, прво предупредуваа збореа на собрание да се смени. Сите амбасади, дојде Хан, дојде Могерини, дојде Доналд Туск, дојде како се викаше овој Карл Билт, дојдоа сите и на некој начин замолија, односно рекоа да се дозволи брза транзиција на власта. Не се случи тоа и премина на hard measures. И тоа пред доаѓањето на Хојки, кои всушност нели тие такви представници од повисоко ниво, од повисок ранг во американската администрација ги сметаме како тешка артилерија, така да се изразам. И тие може да се заканат со некои други мерки, например, воени и такви. Значи тоа се hard measures и се случи тоа. Значи го направија планот како да се случи, баш во 18 часот, знае да ќе влезат граѓаните, бидејќи знае дека секој ден се тукат, меѓутоа тоа нив не ги интересира, може би е направен превид ова дека ќе се нападнат пратениците, бидејќи тие беа заклучени. Тоа ќе видиме како ќе се направи разврската, меѓутоа гледаме дека и од другата страна има провокации, може би немаше да пробие народот, да немаше од другата страна провокации, навреди и така натаму. Не слушаме, ама гледаме дека ги викаат со рака, не ме влезете ако смеете, што уште повеќе провоцира. Тоа може би не беше планирано, иначе другото е све испланирано и е спроведено. Ако става збор за она што за посетите на странците на меѓународната заедница и што ги спомнате од Могерини до Хојти, читам дека на меѓународната заедница овој период беше чудно, односно несватливо моментот, ако некој има во парламентот мнозинство, начинот и зошто тоа да не може да се формира. Мислам дека тука беше клучната ситуација околу која што меѓународната заедница имаше единствен став. Значи, ако некој има мнозинство, легитимно и логично е да може тој процес да го реализира на наречена трансферна власт. Да, па тоа мислите дека тука се направи со блокадата на парламентот некако од страна на ВМРО да помене некако на дополнително... Па јас мислам дека тоа го збуни и самиот СДСМ. Тие не знаеа од почетокот како да се однесуваат, бидејќи сите инструкции, сите насоки што ги добиваат се од странските амбасади, односно од странски центри блиски до Сорос, така што они очекуваат за сет нешто да им кажат они како да го направат. И они во почетокот дискутираа. И тука изгубија повеќе од месец дена, повеќе дискутираа тие отколку што дискутираше ВМРО. Дори и самото ВМРО ДПМН не очекуваше дека толку ќе се пролонгира. Беше нејасно и зошто СДСМ влезе у таа дискусија. Да, беше нејасно. И се изгуби многу време. Тогаш се свати дека се медиумски публицитет. Тогаш се свати дека се ближат летните распусти и дека тоа нема да се случи, изборот на нова влада. И затоа требаше да се подгурне. Тоа многу добро го објасни, сега да кажем, иако ние тука подобро ги познаваме прописите и ситуацијата, меѓутоа многу добро го објасни, јас би рекол, директор на Центарот за политички науки, Миша Ѓурковиќ од Белград, бидејќи го викаат новинар, тој може би пишува колумни и ова, меѓутоа човекот е филозоф. И ја следи, одамна ја следи ситуацијата во Македонија и од тој кажа на една емисија сега, пред 2 дена. Вика, имаме ситуација во Македонија каде што имавме ситуација каде што ВМРО ја одолговлекува, вика, конститутивна седница со право, затоа што не им е објаснета тиранската платформа која представува постизборна измама, меѓутоа во согласност со деловникот со право ја одолговлекува. Он добро ја објасни таа ситуација, а ова што се случи е до сега невиден преседан, ја не верувам во свет некаде се случило. Го видовме како беше. Што ќе донесе тој преседан виднина? Па не знам, јас сега лично што очекувам. Јас не сум се консултирал со никој, посебно не со ВМРО ДПМН, меѓутоа очекувам бидејќи... Зошто имате потреба со ВМРО да се консултирате?
Не со... Сега ќе ви објаснам. Значи сметам дека ВМРО ДПМН би требало да поднесе барање за испитување на уставноста, уставна иницијатива за испитување на уставноста на одлуката оваа што е легитимна сега. Значи кој ти го призна Талат Джафери, кој е тотално нелегитимно избран. Значи, Болгар го призна. Признавањето од меѓународната заедница му дава легитимитет, ама не и легалитет. Легалитет не навлегуваат во тоа, не се мешаат. Значи да речеме, он е председател и крај. Меѓународната заедница треба да поднесе ВМРО, затоа викам, не сум прашал некој дали ќе поднесете. Легалитетот да се преиспита. Значи да се приди Уставниот суд да го преиспита одлуката, а знаеме вчера имаше многу еминентни стручњаци, посебно од професорката Каракамишева, објаснување, бидејќи таа предава тоа, дека е прекршен се 3 члена на Уставот, 14 на деловникот и 3 члена на Законот за собранието. Значи тоа е таков масакар. Сега да не ги повторно. Ајде тука ќе направиме кратка пауза, па ќе се вратиме после во вториот круг околу тоа што понатаму, како ќе се развиваат состојбите и околу тоа дали може низ рамката на Уставниот суд да се оспори, односно да се потврди нелегалноста фактички на, пошто легитимитетот веќе му го дадоа и мнозинството од 50-60 пратеници при Георгата Зеница. Правиме кратка пауза. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во кругот, почнеми мој ваш денешен гостин, универзитетскиот професор Александар Даштевски. Еде прво да видиме може ли нешто и за очекување или дека она што велите преку Уставниот суд да се оспори изборот на Талат Джафери? Ова како се оди по закон, да кажеме она нели почитување на право и правна држава. Ако се гледа практиката до сега, добро, сега ако имаме сега правна држава, ова е преседан невиден во светот, ја мислам. Вака да се носи одлука, ние знаеме дека тука се прекршени и други правилникот за гласање, например. Веќе немаме ние гласање со дигање на рака. Така да не може на тој начин да се изгласа никој. Штом ќе извади председателот, односно тој што раководи со седмицата, картицата, цел систем престанува. Нема ни снимање, затоа снимаа со камери од тераса и снимаа со мобилни телефони. Да остава трага дека се случило тоа. Инаку да немаше андроиди, како што немаше до пред 5-6 години, ќе немаше запис дека е направено тоа. Не може приватна снимка од Сителка Вас или од друга телевизија да биде доказ во собрание. Така што тоа е апсолутно нелегитимно и сметам дека Уставниот суд без оглед на странците и на било кој не може да донесе спротивна одлука без оглед под чио влијание, до кои суди и што се и дали ќе се делат или не. Сметам дека во овој случај не треба да се делат, едногласно треба да донесат одлука дека таа одлука за избор на председател на собрание не е легитимна. После што ќе се случува, тоа е друго. Меѓутоа за ова треба да донесат едногласна одлука. Ја не викам да не се избере. Решиле ќе го изберат, меѓутоа не на ваков начин. Значи, ќе го изберат на легитимен начин, затоа што нели Трајко Велјановски во Сител, ако не беше токму кај вас во емисија, рече дека ако сега го дозволиме ова, тогаш апсолутно пагаат сите. Тоа има ли инструмент да се спречи? Јас тоа прашам со оглед на тоа дека денеска првата средба е со евроамбасадорот. Потоа ќе биде веројатно текот на денот и сите други амбасадори, кога меѓународната заедница го верификува тој легитимитет на неговиот избор, кога парламентарното мнозинство стои за тој избор, кога имаме целата таа слика, изнаејќи го искуствата од многу други ситуации. Не имавме нелегален избор на Борис Трајковски, да речеме, за председател на државата, па и Бранко Црвенковски беше оспоруван од страна на опозицијата и така. Прашањето ми е, има ли механизми и начини да влезе во рамки на некаква правна, легална процедура? Немало ваква ситуација до сега, тоа гарантирам. Тоа друго е со Борис Трајковски беше пред избори. Значи со полнење кутии во некои албански делови каде што тешко се докажуваше. Затоа што не може во тој Липовски регион да влезат наши луѓе, не може во Шарпланинскиот регион да влезат луѓе од, да кажеме, од СДС или од наблюдувачи од
македонска националност и така натаму. Така што ни една ситуација не е споредлива со ова и никогаш немало поголема меѓународна поддршка. Тоа е доказ дека на Запад му се брза дека името мора да се смени затоа што нема повеќе време. Ма за промена на името сепак не може вака да го сменат Затоа името. брзаат она што Името не може да се смени уваква процедура како што избран Талан Джафери. Ќе видат сега, ќе се прават притисоци врз пратеници на ВМРО ДПМН. Ви знаете дека Солза Грчева, таа другата, не знам како се викаше пратеничка од СДСМ, па Роза Тупузовска и така натаму, си влегува во собрание без да послушаат. Сега може нешто такво да се гласа за некоја одлука што нема да биде, бидејќи знаеме дека нели тоа е коалиција за подобро Македонија и други партии така натаму. Значи ќе се проба со разни типови на притисоци и сликата не мора да остане иста. Можеби ќе се сврти резултатот, така што тоа се тие притисоци многу сериозни, многу силни, што до сега ги немало во Република Македонија. За сметка на тоа да го смениме името, ние економијата ни падна за 200%. Значи ние одевме кон тоа да станеме најразвиена земја во Балканот, на Балканот, барем тоа го покажуваа сите параметри. И тоа официјално преку ММФ, а камоли овде дома. Значи ќе беше прогнозата нели да биде 5% раст на бруто производот, а со тоа што следната година да биде 6%. Со тоа веќе се влегува во раст на животниот стандард. Веќе станува се добро и нема да сака народот да смени ништо, затоа што ако расте животниот стандард, тоа е најбитно. И најважно е тоа, и поради тоа ќе мора да престане кризата. Така што затоа се избор за ова, се нанесе силен удар на економија. Вие гледате, влегува в 2-3 инвестиции од порано кои се врзани со други овде инвеститори, па соработуваат од тоа што мора да влезат. Например, Ван Хул добро работи и тој сега му влегува 2 инвеститори кои едните ќе му прават седишта, другите не знам што ќе му прават, така што влегува поради него. И тоа на браунфилд инвестиции, значи веќе не инвестираат. Туку зимаат готови фабрики кои ги адаптираат за своето производство. Така што сметам дека тоа промена на името е дефинитивно. Сега ќе видиме како ќе биде тоа, затоа што Заев најави дека ќе биде на референдум, а знаеме како беше референдум од 2004 година. Знаете и самите. Значи не е двотретинско мнозинство, туку на референдум. А референдумот зависи од тоа како власта ќе го представи. Нели 2004 беше некои прашања не заслужуваат одговор и помина тој референдум за локална самоуправа, ако се сеќавате. Така што референдумот зависи од државата, каква ќе биде кампањата, дали ќе биде кампањата позитивна. Може да биде референдумот со гласање за промена на името, гласате за влез во ЕУ и НАТО, гласате за подобар животен стандард и така натаму. Така што да се направи маркетинг, пропаганда за да се смени името. А тоа не зависи нели од двотретинско мнозинство. Тоа зависи од референдумот. Тоа е како посебен дел, посебна форма на одлучување во Македонија. Така што тоа е поентата. Гледаме овие денови, сте прочитали и вие на неколку портали, дека грците имаат сериозен притисок исто така да прифатат да Македонија влезе во НАТО под друго име, не под значи ние и самите предлагавме да влеземе во НАТО и тоа можеби ќе беше најдобро решение под ФИРО. Затоа што така се викаме сега во Обединетите нации, така се викаме, не викаат и другите, и ако влеземе под ФИРО, ние кога ќе влезете во НАТО, рамноправна членка сте, таму лобирате меѓу другите членки да ве поддржат и многу полесно ќе дојдете до уставното име. Затоа што сте внатре. Ние сега имаме најголем проблем, ние што сме надвор од тие организации. И немаме никакво право ништо да кажеме, можеме да бидеме само наблюдувач. И како кандидати, например, во ЕУ, можеме да учествуваме на некои седници и така натаму. Меѓутоа, немаме право на глас, немаме право на збор. Да кажеме што мислиме ние, зашто мислиме дека тоа име треба и да се бориме. Така некои земји членки направија. Ние не успеавме со соседите, до душа двајца од соседите, Албанија и Србија, не се земји членки, бидејќи Кипар влезе на, како да кажем, на мала врата влезе шверцерски, со помош на Грција.
Значи Грција направи некоја уцена. Може и таму. ние шверцарски се Па, веземе. тоа сакам да кажам да се шведски врзавме со избор некој. председател. Ние мислевме дека ќе се врземе со Бугарија, а Бугарија испадна контра нас затоа што Бугарија ја подржа Грција. Сега кога правеле етничко чистење, да не се враќаме на тоа во етничка Македонија, со оглед дека и тогаш не ја признавале македонското малцинство, грците го правиле под изговор дека убиваат бугари. Те сега они застануваат на иста страна со нив против нас. Така што наместо да застане они цврсто зад нас, тогаш ќе имавме партнер кој ќе ни помогне да влеземе во ЕУ, а на база знаеме што е најбитно за ЕУ. Добрососедските односи. Ајде тука да направиме уште една кратка пауза и потоа во вториот дел од денешната емисија. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, почитувани повторно назад во кругот, посетување мој ваш денешен гостин, универзитетскиот професор Александар Даштевски, зборуваме за актуалната политичка состојба во Македонија. Професор, и сега, понатаму, веројатно, ќе се чекат некои 10 дена мандат од Иванов. Да, ќе се чека мандат од Иванов. Јасно рече другата страна, може би треба да ги слушаме некои нивни аналитичари кои ги знаат работите, кои исто така контактираат со меѓународната заедница, бидејќи се што рекоа се погоди фактички на нив им е кажано. Така што ќе се чека мандатот од Иванов, 10 дена, рекоа ако не го даде, дека насилно ќе се оди кон тоа, што значи дека треба да се прави сценарио од другата страна, барем јас така сметам, да се прави сценарио за борба. Во собранието. Па за тоа како ќе се протистават на Тоа сега да ја прашам, мислите дека тиранската платформа промена на името, на двојазичност на цела територија. Мислите дека сега би било паметно ВМРО да го напушти парламентот или да остане внатре во парламентот? Не, никако напуштање парламентот. Ако се напушти парламентот, ние знаеме дека се најавуваат многу работи кои се изводливи, да кажеме. Еве, Дуи тврди дека е изводливо ова да се сменат парите и да се сменат, значи двојазични да бидат парите и двојазични да бидат униформите. Значи, вие сега ќе видиме ние и ќе видат сите дека не се само тие барања од платформата. Сега, како што рече Села првиот пат, сега е моментот да ги уцениме македонците. Значи, сега е моментот. Нормално дека владата гледаме, тоа е најбитниот момент сега. Тесно мнозинство на владата. Значи, гледаме... Мислите дека таа влада може да биде одржлива на долг рок? Па не, затоа што 62 пратеници се само. 62 пратеници, тие 62 пратеници исто не се компактни. Овие на села не се само на села, има тука и од ова друга партија, што унитети, како се викаше, и другата партија, третата партија која е на Османи. Така што тие се само во коалиција, тие три партии. Унитети, ова партија Народна партија албанска на овој Османи и движењето за реформи во ДП. Значи тоа се три партии кои даваат поддршка, вкупно се 62 пратеници. Од друга страна гледаме дека имаме превирање и у ДП, некои у ДУИ, се извинувам, некои пратеници од ДУИ, 3-4 пратеници не беа на гласањето. Нели затоа резултатот беше 58, што исто велат само Ахмет и Муса Џафери, мислам. Па Муса Џафери се излегол, не, тројца, уште некој нема. Значи тие се против тоа да се прави коалиција со СДСМ. Затоа што имаат лошо искуство и не сака. Така што може да дојде до превирање и во самата ДУИ, затоа што доколку не се остварат оние очекувања што се ветија, нормално е дека ќе дојде до превирање таму и дека ќе сака да излезат од коалиција. Тоа е едно. Друго, знаеме дека се тоа се прави со инженери, со уцени, со условувања, со такви работи, затоа што нели пред некој ден поранешниот висок функционер на СДСМ Палевски, мислам дека овде рече во Радио Слободна Македонија, дека кривични пријави за Теута Арифи и градоначалникот на Чаир, како се викаше Меджити, се во фиока. Од друга страна, па во друга фиока се пријавите за од Манжа Телеком за Али Ахмет и Муса Џафери. Значи јас сметам дека дури и сега не би оделе тие во коалиција да не се уценет. Така што тоа е нешто што мора да се случи, не е тоа нешто што сака некој. Туку нешто што мора да се случи. Зар ја би ја прекршил коалицијата која сам сум ја барал. Победник со победник.
И затоа се прекршија сите можни правила затоа што така е испланирано тоа. И што станува сега, што ќе се случи со локалните избори? Ќе имаме ние, веројатно ВМРО добро ќе притиска локални и парламентарни да бидат заедно. Заедно ќе притиска и ќе видиме дали ќе успее, бидејќи он и сега притискаше, па не успее затоа што не зависи тоа од ВМРО, ДПМН туку од меѓународната заедница. Меѓународната заедница има начини, гледаме на притисоци кои ги остварува доста успешно и до сега можеби малку попуштил ВМРО, не малку повеќе, меѓутоа сигурно не попуштило тоа што сакала попушти, туку и ВМРО да бил уценет со одредени услови кои ги поставила меѓународната заедница и поради тоа може и сега тоа да се случува, уште повеќе кога се во опозиција, значи уцени од друг вид и исто како сега што ги прават на ДУИ и на другите партии, вие имате уцени во самата СДСМ. Знаеме повеќе изјави има дека и собствените пратеници биле уценети да не мрдаат нигде бидејќи има бомби за нив. Така што тоа се случува на тој начин, со уцени, со закани, со условувања, така се како се избра таа шофери. Тоа беше класичен државен удар. А државен удар не секаде казнив и не дозволив и како да кажам, и се тој државен удар за кој секој македонец не мора да има повеќе од 8 оделенија да знае дека е државен удар, знае дека е државен удар, меѓутоа меѓународната заедница тврди дека тоа нема врска, дека е тој председател на собрание и го признава така. Така што џабе тоа. Значи сега ќе се оди на тоа никако напуштање на парламентот од страна на ВМРО да помине, туку борба, затоа што се најавија овие закони, не знам како го објасни тоа Османи, нели, портпаролот на ДУИ, дека ќе имало може да се направи двојазична цела Македонија и со закон. Сега тука треба да се бори ВМРО да не се изгласа тоа, бидејќи стариот закон го донесоа заедно и евентуално ако нешто не е исполнето во делот во кој им припаѓа според уставот, треба да се направат измени и дополнување на закон. Штом се носи нов закон, тоа е значи некоја многу суштествена промена во закон. Значи нов закон да носиш, ништо од старото не беше на 20%. Добро, ВМРО уставно кажано покрај ВМРО има и инструмент на председателот на државата кој веројатно таквите закони нема да ги подпише на. Добро, но тоа не мора да значи ништо. После 15 дена има право повторно да го стави. Добро, сега да кажем дека процедурата повторно да се кочи, да. Тука се веројатно тие елементи на блокада на парламентот со амандмани, со расправа ќе бидат и легитимни и легални, тогаш и за меѓународна заедница. Повторно ќе кажам, значи многу е тесна разликата, значи 62 се во владата пратеника, што е многу тесна разликата, од кои 49 само се само ИЕХО добија 70.000, барем така се збори, 60.000 албански гласови и добија помош голема од невладините со ромски и турски гласови, за кои веќе има доказ дека 570.000 евра се дадени во некои средини за да гласаат за нив. Така што со таква мала подршка, односно со таков мал број на пратеници, всушност они ги изгубија изборите, не сметам дека ќе се случи нешто добро, дури сметам дека и ВМРО ДПМН да направеше влада со ДУИ, ќе параше повторно пред време. Затоа што и таа влада ќе беше многу тенка со 61, а и во ДУИ имаше превирања и во секој момент можеше да излезе некој од ДУИ. Значи за двете страни не е добро ова и затоа најдобро беше да се седне, да се разговара, дали техничка влада, дали влада на широка коалиција, да избере председател на собрание консензуално, за да ги распише локалните и парламентарните избори. Вие сега без ВМРО ДПМН не можете да распишете избори, затоа што треба да се смени изборниот закон кој се менува со двотретинско мнозинство. Значи, каква влада и да се направи, мнозинството кое го имат не е доволно да се распишат избори. Повторно ќе треба да се разговара со ВМРО ДПМН и тие ќе барат пак на крај пред време. Политичкиот диалог мора да се врати на. Па и не треба да се претерува со притисоците. Значи сте направиле огромен притисок со тепање, со среќа што немаше и поголеми и жртви, преку 100 повредени и така натаму. Сте избрале председател. Сте направиле притисок, бидејќи главниот притисок на кој Тикова се отиде рече дека е што поскоро формирање на влада. Сте направиле притисок и за формирање на влада. Сега не можете да правите притисок и за локални избори. Тоа е веќе мешање у детали. Така што тоа ќе треба да го договорат партиите.
Како би го договориле, овие повторно ќе остават на маса прашањето за нови предвремени избори. И во тој случај ќе имаме ситуација каде што ќе мора да се разговара. Јас се надевам дека и СДСМ за кратко ќе свати дека не е само колку да дојдеш на власт. Треба нешто да исполниш. Затоа што многу голем период е, дури и ВМРО да останеше, немаше да има задоволство кај народот, дури и сега гледам дека паѓа, затоа што поради овие политички кризи и превирања дојдовме во многу тешка економска ситуација. Се повлекува инвеститорите. Сега тоа му останува во наследство на СДСМ. Затоа што ВМРО нели зимаше обврзници па ги враќа, зимаше, меѓутоа ги користеше за градење на инфраструктура, енергетика, на нови капацитети градежни, на странски инвестиции и така натаму. Што се случува сега со оние проекти со све? Па мислам дека овие што дојдоа ќе останат, бидејќи не може никој спротивно на договорот да оди. Меѓутоа други нема да дојдат. ВМРО донесе еден тим кој ние не сме го виделе, да го представи Миленко Неделковски летоска у јули месец. Ја тогаш првпат ги видов овие Бил Павлевски и останалите министри кои Горан Мисајловски и другите кои Джери Наумов кои привлекуваат странски инвестиции и сватив за каква екипа се работи. Тоа беше екипа која работела во најголемите светски компании кои ги има сите врски во светот. Например, овој Бил Павлевски бил во бордот на Hewlett Packard, една од најголемите светски компании, не знам како што кажа, околу 60 милиарди долари годишно вртат. Бил исто така и на Харвард. Таму се прават сите контакти, бидејќи светската елита студира на Харвард. Hewlett Packard му возложил постдипломски студии таму да заврши. Овој Горан Мисајловски, кој исто така е за привлекување, бил во Лондон во Голден Сакс, најаката банка на светот. И не случајно они ги носат, друг не може ни да ги донесе. Инаку знаеме дека и ден денеска Бил Павлевски или Джери Наумов беше, не зборува македонски. Значи зборува само англиски. Значи он може да се разбере со тие луѓе и да ги донесе. Сега треба да се прави потполно нова кампања, која трае, знаеме, на ВМРО ДПМН не му требаше 5-6 години да ја направи, така што тоа ќе тоне. Веќе имаме многу помал број на странски инвестиции од минатите години, а тој број на странски инвестиции ќе се намалува, така што нема да му и сега што е тука најголемиот проблем, да не зборуваме за тоа бидејќи не е тема. Најголемиот проблем е со падот на странски инвестиции, паѓа економијата, паѓа државниот бруто производ и фактички дојде до големо незадоволство кај народ. Затоа што нели се ветуваше живот во Македонија, а одеднаш Ќе криза. бидеме сведоци на многу случувања следниот период. Благодарам, почитувани. Мој ваш денешен гостин беше универзитетскиот професор Александар Даштевски. Разговаравме на темата за политичката состојба во Македонија. Денеска, односно, тој беше гостин во Крук. Крук е емисија на Драгоското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Марио Николовски, уредник и водител. Денеска е среда, 3 мај. Имајте убав ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.